Европската унија треба да престане со дискриминација на граѓаните кои се од држави што не се членки на Европската заедница. На Берлинскиот процес лично ќе разговарам со претседателката на Европската комисија за решавање на овој проблем. Ако навистина сакаме до 2030 да го видиме регионот како дел од Европа, мислам дека Европа најмалку што треба да направи е да не дискриминира, сите да можеме да бидеме граѓани на Европа и сите да може да поминуваме пасошка контрола и да не бидеме дискриминирани зашто не сме дел од ЕУ, да поминуваме на брза трака, сите поседуваме биометриски пасоши. Ако, како вела Тони, if there is a will, there is a way. Така да, ако има волја, има и начин. Еве ова нека биде првата испорака, првиот deliverable што би го дала Европска унија за Западен Балкан и ова ќе биде дел од мојата дискусија и со претседателката фон дер Лајен и со моите колеги и колегите од Европската унија за време на Берлинскиот процес. Во однос на барањето на транспортерите да имаат брз проток и активирање на така наречената зелена лента, Мицкоски изјави. Имаше регионална иницијатива, не само нашето министерство, туку и останатите од Западен Балкан, 6 земји. И мислам дека треба час поскоро да се разгледа сето тоа и да се олесни пристапот на превозниците и она зелена лента која што се најавуваше од страна на Европската комисија да профункционира. И мислам дека тоа нема да биде проблем. Транспортерите во државата постојано се жалат дека немаат соодветен професионален третман поради строгите европски правила со нивните колеги од земјите на Европската унија. Асоциацијата на македонските транспортери постојано инсистира за решавање на овој проблем. Компаниите трпат енормни штети на дневна база, а решение на повидок нема.